Известувачот на Европскиот парламент за Македонија, бугарскиот европратеник Илхан Кјучук, на 17 и 18 февруари доаѓа во посета на земјава, дознава телевизија 24 од дипломатски извори. Кјучук ќе се сретне со целиот државен врв, како и со опозицијата, пошто ќе има појасна слика за извештајот кој ќе го достави до Европарламентот. Инаку, според информациите, македонската дипломатија се уште работи на подготовка на меѓувладината седница меѓу Македонија и Бугарија, но проблемот е што македонската страна сака да се зборува само за акцискиот план меѓу двете земји, додека официјална Софија сака да се зборува и за спорните точки. Во земјава се работи на регистрација на еден бугарски универзитет и на размена на дописници меѓу државните агенции и телевизии на двете земји. Бугарскиот европратеник денеска вели дека двете влади работат на решение на спорот. Разговор без историја не е можен. Во исто време патот на реформите во Северна Македонија мора да продолжи, но не сме да го попречуваат тешки историски спорови. Заедничката историска комисија, чија цел е да реши многу прашања што се релевантни, мора да ја продолжи својата работа, но политичарите не смеат да го избегнуваат ова прашање, оставајќи го во рацете на историчарите, без оглед колку сме компетентни. Поранешниот председател на Бугарија, Георги Прванов, во интервју за 24 часа, вели дека македонското население е бугарско, но дека бугарската влада залудно се обидува да ја убеди Европа и Америка во тоа и дека американците и германците ја бранат македонската позиција. Бугарскиот амбасадор во земјава, пак во изјава за бугарска телевизија, вели дека односите меѓу двете земји се во стагнација. Меѓу нашите две држави Главниот проблем е дека договорот меѓу нашите држави создаде рамка дека нештата ќе се променат и ќе почнеме да се движиме по нов пат, но за жал кон Бугарија досега не видовме таква голема желба за соработка. Бугарските власти после Србија во спорот меѓу Скопје и Софија ја вмеша и Албанија и ги обвинуваат македонските власти дека имале засилена активност кај луѓето кои живеат во Голо брдо, Мала Преспа и Корча да бидат запишани како македонци, а според нив тие биле бугари.